Тоа беше најава што ги изненади многумина. Директорот на FBI Кристофер Врейн кажа на вработените дека ќе се повлече кога ново избраниот председател Доналд Трамп ќе ја преземе функцијата. Ова е најдобриот начин да се избегне да се вовлече бирото подлабоко во кавгата. И тој кажа некои последни наредби. Оно што апсолутно позитивно не може, не смее да се промени е нашата посветеност да ја правиме вистинската работа на вистински начин, секој пат. Но промената доаѓа. Кеш Пател, избран од Трамп да го води FBI, дури и пред вред да ги објави плановите да го скрати својот 10-годишен мандат, се среќава со законодавците за да осигура потврда. 44-годишниот Пател е поранешен јавен обвинител и федерален обвинител кој служил како советник за национална безбедност и во Пентагон за време на првиот мандат на Трамп. Мислам дека она што навистина го прави привлечен за Трамп е тоа што го виде она што тој го мисли. Председателот Трамп мисли дека има злоупотреби во одделот за правда, FBI, истраги што можеби не требале да бидат. Нешто што Пател е подготвен да го каже гласно. Чест ми е што сум овде во поддршка на Доналд Трамп. Тој е жртва, но ние како држава сме уште поголема жртва на злоупотреба на правдата. Пател ги налути противниците велејќи дека ќе го затвори седиштето на бирото во Вашингтон, ќе ги намали овластувањата за следење на FBI и ќе го намали обемот на разузнавачките операции на бирото. Тој исто така повика на уништување на бирократијата и во својата книга од 2023 година наведе 60 функционери кои не се согласуваат со Трамп. Некои од промените што можеби сака да ги направи, може да ги направи со порака или со некои промени кај вработените, но ако навистина сака да ги направи овие значајни промени, тоа ќе бара повеќе работа од извршната и законодавната гранка, нешто што трае малку подолго, што не може да го направи сам. Кеш Пател според Трамп е човекот што барем ќе ги започне промените.